Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска се обрати пред пратениците во собранието, осврнувајќи се на евроинтеграциите, судството и трагедијата во Кочани. Таа оцени дека застојот во преговорите со Европската унија не е административен, туку политички проблем, посочувајќи дека уставните измени се наметнуваат како дополнителен услов, зашто побара јасни гаранции од Европската унија и од Бугарија. Силјановска нагласи дека е потребен национален консензус за европската интеграција и предупреди дека прифаќањето нови услови може да ја ослабне позицијата на државата. Говорејќи за пожарот во Кочани, во кој загинаа 63 лица, таа рече дека судската разрешница ќе биде пресудна за довербата на јавноста во правосудниот систем и повика политичките актери да се воздржат од дневнополитички влијанија врз процесот. Председателката најави дека ќе именува нови членови во судскиот совет по донесувањето нов закон, нагласувајќи дека реформите во судството се клучни и за европската перспектива на државата. Премиерот Христијан Мицкоски, во својство на председател на Националниот совет за развој, ја отвори четвртата седница на советот, истакнувајќи ја неговата клучна улога во креирањето на долгорочната визија на државата. Тој потсети дека Националната развојна стратегија 2024-2044 е донесена со широк општествен консензус и дека веќе се преземаат конкретни чекори за нејзина имплементација. Мицкоски нагласи дека стратегијата е жив документ кој ќе се следи и унапредува, со цел одржлив економски раст, институционална стабилност и подобар квалитет на живот за граѓаните. Во Министерството за внатрешни работи денеска беше отворено ново современо стрелиште, балистичка лабораторија, во кое форензичките испитувања на мало и лесно оружје ќе се вршат во безбедни и контролирани услови, според меѓународни стандарди. Министерот Панче Тошковски изјави дека лабораторијата е клучна за зголемување на ефикасноста на полицијата, обезбедување прецизни резултати и зајакнување на доказите во судските постапки. Од UNDP порачаа дека проектот придонесува за поголема безбедност и борба против нелегалната трговија со оружје. Инвестицијата изнесува околу $200,000 и е поддржана од меѓународни донатори и Европската унија. Од 1 јануари 2026 година цената на електричната енергија ќе се зголеми по блокови, соопшти председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Поскапувањето ќе изнесува од 2,45% во првиот блок до 3,84% во четвртиот, додека ефтината тарифа ќе се зголеми за 2,5%. Бислимовски информира дека за околу 85% од домаќинствата зголемувањето ќе биде околу 2,3%, односно 57 до 70 денари на просечна сметка. За домаќинствата со највисока потрошувачка, зголемувањето може да достигне и до околу 900 денари месечно. Тој нагласи дека надоместокот од 200 денари за мрежарина останува и покрај претходното намалување на мрежарината. Бугарската национална компанија Железничка инфраструктура ги избра изведувачите за модернизација на железничките делници Софија, Перник, Радомир и Ѓуешево, граница со Македонија, проекти дел од Коридорот 8. Купната вредност на договорите надминува 260 милиони евра без ДДВ. Делницата Софија, Радомир, ќе ја гради конзорциумот ИСПА за 210 милиони евра, со изградба на двојна пруга за брзини до 160 км на час и целосно укинување на патните премини. За делницата од Ѓуешево до македонската граница, во должина од 2,4 км, избран е конзорциумот Ѓуешево 2025, со рок за завршување до крајот на 2028 година. Во албанската престолнина Тирана синоќ избија насилни протести откако обвинителството побара укинување на имунитетот и апсење на вице-премиерката Белинда Балуку поради сомнежи за корупција. Демонстрантите побараа оставка од владата на премиерот Еди Рама, а дел од протестите ескалираа во немири. За време на судирите, демонстранти фрлаа молотови коктели кон владината зграда, додека полицијата интервенираше со опрема за разбивање на протести. Уапсени се 4 лица, а против уште 6 се поднесени обвиненија. Балуку ги отфрла обвинувањата и најави соработка со правосудството, додека парламентот допрва треба да се изјасни за барањето за укинување на нејзиниот имунитет. Председателот на Србија, Александар Вучик, изјави дека земјата ќе има доволно газ и електрична енергија за претстојната зима, откако е постигнат договор за продолжување на снабдувањето со природен газ до 31 март 2026 година. Тој порача дека граѓаните можат да бидат спокојни во однос на енергетската стабилност. Вучик потврди дека се водат разговори за продажба на уделот на Газпром во нафтната индустрија на Србија, меѓу другото и со унгарската компанија МОЛ, нагласувајќи дека Србија нема да преземе еднострани чекори. Тој информираше и дека се поднесени околу 350.000 барања за легализација и ги повика граѓаните навремено да аплицираат. Европската унија изрази целосна солидарност со Данска и со народот на Гренланд по изјавата на американскиот представник Џеф Ландри дека е почестен што ќе служи Гренланд да стане дел од САД.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен порачаа дека територијалниот интегритет и суверенитет се основни принципи на меѓународното право. Високата представничка на Европската унија Каја Калас нагласи дека Гренланд е автономна територија во рамки на Данска и дека само гренланѓаните и данците можат да одлучуваат за неговиот статус. Таа повика сите партнери да ги почитуваат меѓународните обврски и суверенитетот. 22-годишната шведска активистка Грета Тунберг е меѓу тројцата уапсени пропалестински демонстранти, кои носеле забранети транспаренти и фрлале боја врз зграда која давала осигурителни услуги на израелска воена компанија. Лондонските власти официјално потврдија дека меѓу уапсените е шведска државјанка која носела транспарент со содржина спротивна на член 13 од антитерористичкиот акт донесен во 2000 година. Апсењето на Тунберг го потврди и локалното здружение кој ги организираше протестите. Американскиот председател Доналд Трамп првпат ги коментираше новообјавените документи од истрагата за Џефри Епштајн, оценувајќи дека нивното објавување има за цел да го одвлече вниманието од постигнувањата на републиканската партија. Тој изјави дека на документите и фотографиите можат да се најдат угледни луѓе кои, како што рече, невино се сретнале со Епштајн на јавни настани, со што им се нарушува угледот. Трамп повторно негираше каква било поврзаност со злосторствата на Епштајн, наведувајќи дека нивното пријателство завршило во 2004 година. Досиејата треба да расветлат со кои моќни личности Епштајн бил во контакт, како и околностите околу неговата смрт во затвор во 2019 година.